Не сум по жени баш, министерот не е баш по тие работи, не сака баш. То градам од своите ставови. Се кладат тони зени сладкар. Кај му некада не готово, како не се вачи пукна, ненормално. Знаеш ли дека на суд бев засмејањ? Знам, затоа си ми најинтересен гост. Колку се глупи лицоје, тоа е дека прилича. Не можам да си поверувам што ми збори. Ставете му лайк и subscribe. Здраво живо народе, добре дојдовте во уште една Виц битка. Денешен мој гостин или мој противник е човекот што кога цела Македонија, кога сите бевме скептични и никој не веруваше, тој на сите ни докажа и ни покажа дека во оваа држава и без памет може да се биде популарен и што е најтрагично и богат. Ми рекоа на дом на емисија, очекував дека Марија Шерифович ќе ја видам, ама изгледа не ја гледам тука. Стефан Лазаров, да го прашате за себе, си мисли дека е Џо Роган, а реално е само модерна верзија од Јанко Јади Бурек. Брат, влагам у студиово и гледам десно една слика. И го гледам Стефан сликан, а позади него полна сала Јане Сандански. И као се гордее. На што си горд бе? На тоа што беше подружница на Тино и Атанас? Јас повторно морам да се извинам на фирмите Бейкин Бред, Ананас, Нептун и Моцарт, што повикав волку несмешен гостин. Добре дојдовте во уште една Виц битка. Нека победи посмешниот. Ајде тишина! Ајде акција! Ајде, добре ми дојде Стефан Лазаров. Добре те најдов, драг пријателе, Дали си Стефан спремен? Николовски. Па со ваква фаца спротив мене, тешко е да си спремен. Ама... Добро. Да. Ајде вака. Јас сум домакин, секогаш сум прв. Кој го одлучи тоа? Ти? Ја. Добро. Зашто така одлучив? Океј, чекај сега, што се проведува? Само ме гледаш у очи и не смееш да се смееш додека ти кажувам виц. А што го се насмеа? 1-0 за мене. Спремен? Уј, су озбили. Океј, вака. Чекај малце. Абе, не сум го ни почнал, бе, чекај. Е, така, ајде. Чекај малце. Абе, дај таа фаца твоја! Како да не се смееш? Знаеш ли дека на суд бев засмејањ? Знам, затоа си ми најинтересен гост. Не смееш да се смееш. Свати го тоа. Одиме вака. Бил човек и бил газда на хотел, многу богат човек. И патува, има некој трип до Црна Гора. И стасува од Црна Гора и сакат да се одмори. Сака да се одмори од Црна Гора. И наоѓа многу убав хотел, влего е здраво, вика ја би да преспиам, многу сум уморен, летав со приватен авион. Нема проблем, господине, одма имате председателски апартман, само 50 евра, вика ништо страшно. Готово, окей, оди легну е горе. Арно, ама преморен е, више 2 сата, 3 сата, не може да заспие. И му се прие малце. И се симнуе доле. И вика, дечко, извини, вика, ја вака, не можам да заспиам. Ја би нешто ако може да на малце. Вика, нема проблем, бе, вика, сакаш Милица, вика. Милица, вика, кошта 50 евра, она е, вика, најубава од цела Црна Гора, вика. Ако сакаш, вика, има Теодора, вика, она е 100 евра, вика, мора е најубава од цела Европа. И вика, абе, знаеш, не ми е, ја не сум баш, не сум по жени баш. Мислам, ако може, маш некој да ми најдеш. А така, па ќе ти најдам, вика, не е проблем, види, има Драган. Драган кошта 500 евра. Чекај, вика, полека малце. Милица 100 евра, вика, 50 евра, 100 евра, овој 500 евра. Вика, не се сите 500 евра за Драган. Па како? Па вика, треба, вика, 100 евра да му давам, вика, на министерот, вика, пошто министерот не е баш по тие работи, не сака баш. Добро, вика, уште 100 евра треба на градоначалникот на Будва да му дам, и он не е по тие работи, не ги сака. Па добро, други 200 калат. Па тие се за Новица и Милуица. Кој се е Милуица и Новица? Па вие што го држат Драган, пошто и он не е за тоа. Много е глуп. Предебиле не вицам. Добро. Браво, Стефане. Ти си наред. Не беше тешко. Го поштедив. Зошто кравата оди? Чекай. Ако сам не се насмеша својата, кој ќе се насмеша? Нормално исто и ја цело време.
Не, он мора да си се смее дека го кажува, може да се смее. Ама чекај брат. Зошто кравата оди на фитнес? Не знам. За да има добар мускул. Ако ме тепа на овакви, ќе го скинам. Ќе го скинам. Добро, дај му га, го изедам, ајде, го изедам. Се клада Тони Зен и Слаткар. Чекај, ми се избриша. А не ти си избриша, слушај ме убаво. Се клада Тони Зен и Слаткар. Чекај, не се Ај, готово, како не се мачи пукна, ненормален. Чекај да чујам. Добра, ајде. Се клада Тони Зен и Слаткар. Тони Зен му вика нема шанси да отидеш у трафик и да нарачаш цигари без да се задаткаш. Слаткар вика ајде се кладем по 50 евра. Ајде. Стасува Слаткар пред продавницата. 1-2. Малборо. Каков Малборо? Златен, црвен. Црвен. Меко тврдо. Тврдо. Долго, кратко. Пи***ја ти материна. Добар. Ома огледам, не дали се смеја, бе. Добар. Колку се глупи вицови, тоа е немогуче. Деле го ќе пуштам сега лош. Има да чути цело студио, ајде. Зошто? Брат си го замислам. Ако е твој ке те убио. Добро. Зошто пингвин не оди во диско? Знаеш дека не му ги знам бе, од кај ги... Не, Зошто пингвин не оди во диско? не знам. Не знам зашто пингвин не оди од диско. Затоа што е ладен тип. Не може да се поверувам што ми збори. Ја не да го држам. Не, добар е реално. Дали си спремен, кажем. Чекај се, поеден ли де? Се Не, јеби ga сега. Преглупе не го очекувам. Дали си спремен? Дај ми краток некој. Краток е овој, брзо смртка и мислам дека завршувам со овој. Дали знаеш која школка се отвора најлесно? Влегов у судница пак. Дали знаеш? Чекај, се оградувам од своите ставови. Се оградувам пред да се Дали наспевам. знаеш која школка се отвора најлесно? Веќе школка, да. Не. Која школка, бе? Средно школка. Друже. Се оградувам од ставовите на домакинот. 84-та година средна школка, брат. така. Кај ви лета паметот, не сте нормални. Да објасни се, така е. Тачно. Браво, сега Ајде. може да се наспеем. Ти си... Кажи уште еден, полнолетна ајде. средна школка. Полнолетна средна школка. Супер. Ке ве замолам за тишина, во овој момент е многу битна за победа, ево. Кој е најголемиот манијак во светот? Мандар. Сенката. Брато, не е за поговорки. Логика. Тумор, дечко, тумор. Има... Најголемиот манијак во светот. Има... Па те следи цело време за тоа. Смеем се. Кај му текна? Рак на хуморот има. Добро. Брат, супер подкаст ти правев. Добро.
Се биле 3 деца со чудни имиња. Едното се викало Цветче, другото се викало едното Цветче, другото се викало Капче и третото се викало Цигличе. И на школа ги заебаваат, из класа цело време ги заебаваат за нивните имиња. И се враќа Цветче дома и вика: "Мамо, сите ме заебаваат за моето име, зошто јас се викам Цветче?" Па Черче вика: "Ти кога се роди, ти падна вика Цветче врз главата, вики. И затоа те крсти пе Цветче." И добро, Капче оди дома: "Мама, вика, сите ме заебаваат, зошто јас се викам Капче?" "Сине, ти кога се роди, вика, и ти падна едно капче, вика, на главата. И затоа се викаш Капче." И се враќа Цигличе дома. И вика: "Аха, ајде."